Ова е дебатата отворена. Намерата на овој настан е да претендира кон ново време, наречен аспект на Сити Хол, општинска дебата или градска дебата, која што го најавува новиот однос на градските советници и градот Скопје, на општинските советници и градоначалниците на скопските општини кон граѓаните. Заврши времето кога од некои фотели во кабинети, директно менеджирајќи и Груевски, и Коце Трајановски и другите градоначалници, го креира ликот на вашето Скопје, на мојот главен град. Ова време останува позади нас, но никој не може да ни ја спречи и попречи нашата намера и пркос да го вратиме духот на Скопје, онака како што Скопјани го сакат, како што јас во студентските денови го доживеав Скопје, ова наше Скопје, кое што не поврзува сите нас. Да, сите општини овде во Скопје, и од левата и од десната страна на Вардар, и од едниот и од другиот крај на градот, но и нас од натрешноста, кои што ако не живееме секојдневно тука, сме сигурно постојано тука. Заради тоа што тоа е и нашиот главен град на Република Македонија, нашето Скопје. Мораме да имаме современи основни и средни училишта. Тоа е надлежност и на општините на градот Скопје, каде што ќе го имаме детскиот жагор, веселбата, другарството и детското време поминато на деците, она која што се изгуби во годините наназад. Преку креирањето на добри образовни политики и современи наставни програми, преку подобрување на условите за настава во основните и средните училишта, паралелно општинската, градската и централната власт ќе создадат амбиент заради тоа што секое училиште допира секако до секое семејство во градот Скопје. Училиштата се важен дел за кој што мораме посветено да работиме и посебно внимание да насочиме. Инфраструктурата во градот мора да му даде на Скопје да дише. Сите овие злоупотреби кои што се случија во минатиот период, узурпирајќи го секое каче, не само со споменици, музеи и со градосии кои што се случија, туку со неплански улици, со узурпација на тротоари, со давање да се шири се и се што, а само да биде спречен духот, животот, ветрецот и сето она кое што го правеше Скопје посебно. Завршува таквото време и во најава е повторно враќање на духот на она кое што беше типично за главниот град. Заврши времето кога ќе му паднеше на секој на памет да сече дрвце, да уништи зелена алеја, да уништи парк, за пусти пари и бизниси, за колективни згради и деловни простори. Никогаш повеќе нема да се прават планови да се трошат општинските и градските пари од кабинети. Никогаш. Императив, најглавна задача на градоначалникот и на советот е јавни собори, дебати, по урбани заедници и местни заедници по руралните средини, преокупација со што е тоа што е приоритет на граѓаните. И така вградување во буџетските ставки. Следење комплетно на гласот и она што е иднина согласно чувствата на граѓаните. Не знае градоначалникот ниту советот што е најважно за граѓаните. Знаат граѓаните. Тие мора да бидат тие што слушат и тие што ќе го реализират тоа што граѓаните ќе го кажат. Само концепт на граѓани во градот може да го врати сјајот на Скопје онаков како што сите го посакуваме. Најмногу вие, граѓаните на градот Скопје, но и ние кои што поминуваме овде без разлика дали заради политиката, заради студентските денови, заради бизнисот, заради соработката. Главниот град е градот кој што поврзува. Главниот град е градот кој што не отсликува и Македонија. Тоа е Македонија во мало. Овде сме и македонци, и албанци, и срби, и турци, и роми, и бошњаци, и власи, и останати. Но како што напоменав и научив да слушам. Внимателно да ги слушам граѓаните. Јас и новата извршна власт во Македонија, заедно со парламентот и парламентарното мнозинство, стоиме целосно на располагање да ги следиме сите
предлози, идеи кои што градот и општината ќе ги предложат, но исклучиво ако доаѓаат од базата, ако доаѓаат од граѓаните. Стоиме со се што постои како капацитет и можност од централната власт и од централниот буџет да поддржиме што ќе биде апсолвирана и докажана потреба на граѓаните и на градот Скопје. Без разлика дали се работи до последното село во општина Сарај или се работи за строгото централно јадро на градот Скопје. Заедно ве повикувам да одработиме и да им покажеме на оние кои што заминуваат во иднината дека можело, ако се сака, и Скопје да блеска, и кисела вода да блеска, и аеродром, и Газибаба, и Бутел, и Чаир, и Ѓорче, и Центар, и Карпош, сите општини, и Сарај, сите општини во градот Скопје. Вам ви е јасно и на нас политичарите кои што сме поприлично упатени, ни е јасно. Победуваме во сите општини во градот Скопје, победуваме во градот Скопје. Мора граѓаните да не држат за збор, испорачаниот збор од секој крик, пуштен од секој кандидат за советник и градоначалник, е нашиот збор. А за нас зборот е светост, затоа што зборот е збор и мораме да го реализираме сето тоа што ќе го ветиме. Огромни стотици милиони евра отидоа во неповрат, во мал милион глупости. Ајде да не дозволиме идните стотици милиони евра да одат во неповрат. Многу убави работи можеме да направиме во главниот град, на кој што ќе се радуваме, на кој што многу љубов ќе вградиме, на кој што ќе оставиме за идните генерации за паметење дека можело, ако се сака, со љубов да се одработи за својот народ, за својата општина, за нашиот главен град Скопје.